Од пред 2 години во Македонија започна реализацијата на програмата за зачувување на природата, што ја финансира Швајцарската агенција за развој и соработка. Таа ќе се спроведе во 2 фази, од кои првата до крајот на 2016 година. Во Кочани се одржа заеднички состанок на представници од програмата и на граѓанските здруженија од Брегалничкиот регион, при што беа потпишани договорите за финансирање на предлог проектите со кои ќе се работи на зачувување на природата и одржливото управување со ресурсите. Вкупниот буџет на оваа програма е околу 5 милиони швајцарски франци и тука најголеми активности кои што се предвидени и веќе се во тек на реализација се просторниот план за источен плански регион, понатаму национална стратегија за заштита на природата, стратегија за развој на туризмот во регионот, активности за поддршка на агробиодиверзитетот, неговото зачувување, прогласување на заштитени подрачја и една компонента која што е многу интересна бидејќи има брзи и видливи резултати, а тоа е поддршка на невладините организации и општините со мали проекти. Програмата за зачувување на природата во Македонија треба да помогне во одржувањето на големата биолошка разновидност и природните екосистеми, со промоција на нивното одржливо користење и управување. До крајот на рокот за аплицирање добивме вкупно 33 апликации, од кои во финалната фаза, после делот посета на лице место, после детална анализа, се селектирани вкупно 9 проекти кои што ќе се имплементираат во Брегалничкиот регион. Од нив 3 се однесуваат на практики за енергетска ефикасност и искористување на обновливите извори на енергија, а 6 проекти се однесуваат во делот на конкретни мерки за зачувување на природата. Значи, добитниците се здруженија на граѓани кои што ќе ги имплементираат проектите заедно со локалното население, со институциите од општините од Брегалничкиот регион. Во зависност од активностите што треба да се спроведат, проектите ќе траат од 6 до 10 месеци, пошто треба да дадат видливи резултати. Целиот концепт е произлезен од потребата на граѓаните и институциите, зашто минатата година била направена јавна анкета на регионално ниво.